Знам дека се ближи Божик и празници кои што се поврзани пред се со раѓањето Исусово, меѓутоа кај нас се ближи Света вечера, веќе следната сабота, затоа ќе сакам да ги насочам мислите уште оваа сабота кон крстот. Па во тој контекст вечера ќе зборувам нешто што веројатно сте го слушнале, ама не од мене, затоа што не се сеќавам дека сум зборувал баш на оваа тема. Темата носи наслов "Последните Исусови зборови". И ќе видиме на 7 места, додека Исус се наоѓа на крстот, значи пред самата смрт, какви изјави дава и дека тоа го забележале сите 4 евангелисти, нели, Христовата смрт на крстот, како централно нешто, тема која што и мене ми е од поомилените, и секој на свој начин, нормално секој од свој агол. Ќе видиме дека сите ние кои што сме читале, знаеме дека и Матеј, и Лука, и Јован, и Марко не се задржувале толку многу на овие последни мигови од Исусовиот живот на земјата, пред да го даде животот на крстот, толку на тоа како Исус изгледал, како сите тие сцени, иако имаме некои детали од прилика како сето тоа изгледало, и баш интересно од каде сите тие детали ги доби Мел Гибсон при снимањето на овој негов филм. Но она на што се задржале и на што ние вечера ќе се задржиме е тоа што имал тој да каже додека бил на крстот, и наистина можат многу јаки поуки да се извлечат од сите тие негови изјави. Па да почнеме од првата, ќе ја прочитаме во Лука 23 глава. Читам малку во контекст, 34 стих е битен, но ќе очитам и 33. Значи Лука 23, 33 и 34. И кога дојдоа на местото наречено Голгота, таму го распнаа него и злочинците, едниот оддесно, а другиот одлево. Значи овој стих го читам за да сватим дека ова е на самиот почеток. Само што го распнале, само што го приковале, знаете, бил може би во најголемите болки, не дека подоцна немал болки, но знаете, само што му ги ставиле клинците во рацете и нозете. И потоа 34 стих, значи откако го приковале на крстот, Исус вели, првата негова изјава е: "Татко, прости им, оти не знаат што прават." Многу моќна изјава. Замисли се, Исус е во најголемите болки, бара прошка за оние кои што го распнале, кои што го навредува и го вреѓаат и понатаму плука, омаловажува и така натаму. Која поука и токму во контекст на она зашто и ние се подготвуваме веќе за светата причест. Овде Господ ни дава една изворена лекција, дека и кога ни е најтешко, мораме да имаме дух на опростување. И тоа баш над оние кои што ни направиле зло. Мора, духот на простување постојано треба да го имаме. Затоа што кога вели 7 пати по 70, не се мисли на тоа дека треба да броиме до 490, туку постојано треба да имаме дух на простување. Исус можел во оваа прилика да каже, како учениците во една прилика: "Господе, казни ги, нека падне оган од небото и нека ги направи пепел. Да ги проколне, да завршат сите во огнот." Меѓутоа, тој и доека умира, се секира, се грижи за нивото спасение. За моето, за вашето спасение. Посредува и се моли за нас. На самиот крст, додека умира. Видите, каде е сосредоточен. Оно што и минатиот пат го спомнавме, значи при она парабола за милостивиот самарјанин. Единствено тој бил
насочен кон доброто на полумртвиот човек што лежал таму на калдрмата, за разлика од свештеникот и левитот кои што биле свртени кон себе. Нашиот Исус ни остава прекрасен пример дека, како и самите заповеди што велат, љуби го Бога, првата плоча, со сето срце, со сиот свој ум, со сите своји сили, и љуби го ближниот како самиот себе. Ние сме последни. Може би сме си го поставиле прашањето, а сигурно сме, дали Бог мене ме разбира во овој момент, дали ми ја сваќа ситуацијата низ која што минувам и така натаму и така натаму. Дали ова било точно што кажал Исус? Сигурно ке знаел. Вели, прости им, оти не знаат што прават. Не дека не треба да им простиме на некој што знаат што прават. Во Битие, ако читаме во 6 глава, значи уште на самиот почеток, знаеме за колку кратко време злото се расширило на земјата. Битие 6 глава 5 и 6 вели, Господ виде, че Господ гледа, Господ се гледа, Господ следи, Господ се има под контрола, виде колку е голема човечката расипаност на земјата и дека секоја мисла, ова е дури застрашувачки, Господ не ја знае нам секоја мисла. Че Господ виде докаде дојде ситуацијата со човештвото и виде дека секоја мисла во неговата памет секојаш е само зло. И потоа гледаме емоција, чувство, Господ воздивна и се натажи во своето срце дека го создаде човекот на земјата. Упаднало тешко, секако. И не само што Бог знае се, туку го знае и она што само јас го знам, а вие немате поим за тоа. Значи, она што го мислам. На многу места, во друга прилика, вели, немојте да се грижите, па Господ ви ги избрал и влакната на главата. Значи, точно знае колку влакна имаме секој од нас на главата. Што велеше, не знам дали Стивен Бор или кој, или Даг Бачелор, Господ, значи, има голема работа само со мене, затоа што кој знае колку влакна ми паѓаат секој ден, да брои и така натаму. Тоа не е во тој контекст нормално, тоа е еден вид шега. Бог знае дури врапчето кога ќе падне на земја, или таков стих имаме. Се грижи дури и за најситното, и за најмалото. Камо ли за нас? Бог и тоа како свесен и заинтересира за нашите потреби и некојаш кога можеме да изгледа дека е далеко од нас, посебно нели кога ни е тешко, не е така, тоа е покрај нас. Тој е тука, не разбира и знае дека често пати не знаеме што правиме, но и покрај тоа е спремен да ни прости. И еве гледаме, дури и нему кога му било најтешко, во најголемите болки тој е сосредоточен на нас. И знае како ни е, и знае дали знаеме или не знаеме што правиме, и тука е да ни прости. Прости им, Господе. Пример за нас, како ние треба да поштеваме. Втората изјава се наоѓа во Лука, истата 23 глава, подолу, 42-43 стих. Значи, прочитавме и претходно дека двајца луѓе распнале од лево и од десно на него. 42 стих вели, рече Исусе, еден од нив, од оној од десно, Исусе, спомни си за мене кога ќе дојдеш во Твоето царство. А Исус што му рече? Вистина ти велам денес, ќе бидеш со мене во рајот. Која е сигурно? Замисли си во ситуација кога Елен Вајд дори кажува, сме зборувале на оваа тема, во ситуација кога бил отфрлен буквално од сите, кога се прашувал дали се тоа ќе успее, дали ќе има ефект. Токму тој, кој што можеби во, ние би рекле, имал најмали шанси да се спаси, добива сигурност во тој ден дека ќе биде спасен. Оној кој што се покајал во 5 до 12 или во 1 минута до 12. Ова многу има што да каже. Значи, милоста Божја
спасението дека секојаш е на дофат и дека никогаш не е касно и дека никогаш не можете да отидете толку далеко во гревот да не можете да бидете спасени. Тоа е примерот со овој од десно, меѓутоа тоа пак не треба да ни даде за право дека треба да одолговлекуваме, затоа што знаете дека имаше и еден друг од лево, кој што беше закупан, кој што ја испушти таа прилика. Тоа беше последната прилика. Овој го фати последниот воз, меѓутоа оној другиот не. Затоа што колку повеќе човек одолговлекува, толку повеќе има тенденција неговото срце да се стврдне. Дури на овој од лево ништо не му кажа. На почетокот и двајцата го исмевале Исуса. Но, ете, духот поделувал кај едниот, кај другиот не. Ова исто така ни кажува и подосна, ќе видиме од следната од некој од изјавите, дека она што и минатиот пат го спомнавме, конечно Бог ќе се дистанцира за жал и од некои луѓе. Зошто? Затоа што решиле до крај да останат со греот. Бог е оној кој што се дистанцира од греот, а не од грешникот. Меѓутоа, ако вие решите до крајот да останете со греот, тогаш ќе мора да се дистанцира од вас и ќе завршите таму кај што не треба. Третата негова изјава се наоѓа во Јован, 19 глава, 26 и 27 стих. Јован 19, 26 и 27. Интересно, Исус виси на крстот. На се мисли друго, освен на себе. Во таква ситуација. А Исус, што ја виде мајка си, покрај неа ученикот кога го љубеше, кој беше тоа? Јован. И рече на мајка си: жено, ете ти син. Потом му рече на ученикот: ете ти мајка. И од тој час ученикот ја зеде при себе. Знаете што е интересно овде, зашто Марија не била дадена на чување кај Јаков или кај Јуда? Или тоа биле полубраќата Исусови? Туку кај Јован. Иако, да, Јуда и Јаков се уште не биле спремни во овој момент, подосна знаеме дека ќе станат Христови следбеници, имаме и послание од нив напишено, но Јован бил тој кој што стварно го љубеше. И секаваме во една ситуација додека Исус проповеда по куќите и му велат учениците: еве ги твоите браќа и твојата мајка, и тој што вели: мои браќа и моја мајка се оние кои што ја творат Божјата волја. Значи, не е важна телесната поврзаност и потекло, туку духовната врска. Тоа е најважно. И она што, да, исто така удара во очи овде во прв план е тоа што Исус се грижи за доброто на своето семејство. За физичките, но пред се и за духовните потреби. Дури кога умирал, го исполнува законот пред се петата заповед, нели? Почит кон родителите. Што вели Библијата, дека оној кој што не се грижи за своето семејство е бетер од неверник. Така да, и не мислам пред се на материјално, да, точно е, човек треба да се грижи, да се погрижи за својот син, за својата ќерка, за своите потомци, материјално да ги обезбеди и со дом, и со се. Меѓутоа, се е тоа залудно, затоа што вистинската иднина ќе им ја овозможите на своите деца и своето семејство, само ако им ја обезбедите она духовна врска. И ако ги обезбедите од духовната страна, не само од материјалната. Да, и таа е битна. Значи, како родител треба човек да се погрижи за се, за да и мирно замине, но се е џабе ако имате добар живот и добра иднина овде на земјата, ако ја немате, да, вечната иднина, ако ја изгубите. И затоа Исус ја предава својата мајка кај Јован. Четвртата изјава во Матеј 27:46. Матеј 27:46.
Околу 9 час Исус извика со силен глас и рече или лама савахтани. Или што значи во превод Боже мој, зошто ме остави, зошто си ме оставил? Знаете што значи да бидете оставени? Ова е многу стресно нешто, стресна ситуација. Може би многу подобро ќе ме разберат оние, ако има такви тука, не знам, кои што биле оставени. Но Исус, како син и неговиот татко, која била нивната заедница? Можеме ли да ја видиме во Библијата? Се гледа. Уште Јован во првата глава вели, и Словото беше со Бога. И Словото, односно Синот, не правеше ништо без да видеше или без Бог да му кажеше, без Отецот да му кажеше. Каква тесна заедница. И со таквиот сега треба да, од таквиот е оставен. Но дали бил оставен? Така се чувствувал, така му изгледал на Исуса. Не во суштина. Бог, повторно ќе кажам, се дистанцира од гревот. А во овој случај на Исуса му изгледа и се чувствува дека бил оставен затоа што тој стана грев за нас. Тоа знам, ако можете да си помислите на нешто најзлобно што сте го направили во животот. Ако ви доаѓа на памет. Нешто најзлобно. Почнувајќи од мене, јас, она што сум го направил најзлобно, и не само тоа, туку и сите мои греови, па сите греови на Зоран, па сите понатаму. И сите греови што пред нас, па од почетокот, и сите греови на оние кои што не се родили уште, што ќе се родат и што ќе прават понатаму греови, и сето тоа врз Исуса. Од тоа се дистанцирал Бог. Ова е еден многу интересен момент во Евангелијата, значи, кога Исус вели или лама савахтани, она тешко прашање, кое што секојаш најтешко се одговара, каде е Господ кога побожните страдаат? Може секојаш да одговорите со одговорот, таму е каде што беше и додека Исус беше на крстот. Читате Копнежот на вековите, што вели Елен Вајд. Бог бил тука со сите своји ангели, тука, сокрен во мракот. Нормално, не може да се покаже да со својата слава и ќе направи хаос. Тука бил. На крајот на крштата Исус ја извршува и тогаш во тој момент неговата волја. Тоа е планот на спасението. Но го оставил Исуса сам да помине низ тоа. Значи, често пати, кога може би се молиме и сме во тешка ситуација, а Господ молчи, не одговара, тоа е за наше добро. Тој тоа многу добро го знае. Сака да не направи уште поцврсти. Да научиме нешто во нашиот живот. Не треба никој што се обесхрабруваме, кој што вели таму во параболата за она упорна довица беше, да, кај судијата. Постојано викам, молете се. Не се обесхрабрувајте, затоа што Господ е тука покрај нас и Господ добро слуша. И видите како, што вели Исус, Боже мој, дури во таква една ситуација која чувствува дека е оставен, и тоа оставен од сите, буквално, овие викаат одоздола, го ругаат, неговите ученици распрснати, Господ го оставил. И во таква една ситуација како го ословува Бога? Боже мој. Тој не видел понатаму, знаеме и Елен Вајд вели, не видел понатаму од гробот, што ќе биде понатаму, но можел со вера да се подпири, се подпирал на ветувањата на својот Бог. Едно од тие, например, Псалм 16:10. Што вели 16:10 псалмот? Зашто нема да ја оставиш мојата душа во подземјето, ниту ќе дозволиш твојот светец да види гниење. Дури ако поменуваме низ пекол овде на земјата, низ вистински пекол, треба да го повикаме и да го ословиме како мој Господе, Боже мој.
затоа што тој многу добро знае ни што поминуваме. И само тој може да не разбери и да ни помогне. Петата изјава во Јован 19:28. Јован 19:28. И ова е интересно, иако ова се само два кратки збора, едноставна изјава, но има доста значење самото по себе. По ова Исус, знаејќи дека е свршено се, за да се исполни писмото, рече: жеден сум. Исус, кој што за себе вели дека е жива вода, од која што кој ќе се напие нема никогаш да ожедни, Исус вели: жеден сум. Зошто? Еве колкумина од вас мајки овде што сте. Кога децата ви биле мали, па ги фатило некоја треска, температура, било што, сте заспале онака спокојно или сте седнале да јадете на рад, безгрижно и така натаму и така натаму. Тоа сигурно не се случило. Што сте гледале? Првин да помогнете, првин да ги задоволите потребите на своето дете. Па потоа ќе седнете и ќе јадете и мирно ќе спиете откако секи биде како што треба. Зошто вели по ова? Затоа нагласува овде Јован. По ова Исус, знаејќи дека е свршено се. Исус заврши се. Исус се погрижи за сечии потреби. И потребите на своето семејство и понуди милости, еве, спасението доаѓа со самата негова смрт на крстот. Тој потоа вели, на крајот вели: жеден сум. Се свртува на крајот кон својата едноставна потреба, човечка потреба: жеден сум. И многу интересно што му понудиле, како му возвраќаат истите оние за кои што тој го положил својот живот, за нивно спасение. Што му даваат? Вода? Оцет. Вели во еден евангелист дека само го вкусил, па го одбил, друг вели дека воопшто не сакал да проба, веројатно го осетил уште доека му го принесувале. Знаете оцетот каков е. И веднаш после тоа, во 30 стих, ја дава и шестата изјава: се сврши. Тоа е тоа, се погрижил за се, на крајот вели: жеден сум. Ако може таа желба мене да ми се исполни, жеден сум, се свртел на крајот кон своите потреби. Тоа е нашиот Бог. И да, и како родител, и дури во ситуации кога некојаш сте имале прилика да сведочите и ќе се заборавите, едноставно ќе ве понесе духот со саати, па кој денеска кажуваше нешто такво? Некој денеска кажуваше од катедра, 3 сати, дали Зорите, ти ли кажуваше, не знам, сведочел на кого? Значи, ќе заборавите и на глад, и на јадење, и на пиење, и на се. Па, Зорица ли беше? Не е битно, да. Дори во ситуацијата кога, нели, баш и ја нуди живата вода на самарјанката Исус, па доаѓаат подоцна учениците со сендвичи, да кажем, со храна, мислам, и му додат да јаде. Што вели тој? Моја храна и моје питие што е? Да работам на Божито дело, нешто така беше во тој контекст. Значи, парафразирам. Така, да ја вршам волите на оно што ме прати. Тоа е тоа, Божито дело. И дури потоа, значи, заборава едноставно на своите потреби. Се сврши. Може некој ќе рече, во замката во која што најчесто и паѓаме, морам ја нешто од моја страна да направам. Исус кога рекол се сврши, нема што тука да се додава, нити да се одзема. Треба едноставно тоа што Господ го завршил да го прифатиме. Исус веќе кажа се сврши таму на крстот, делото на спасението, една етапа од него, меѓутоа многу важна, завршено е. Нема ние што да додаваме на сето тоа. И она што вели овде, тоа е вон контекстот на темата, меѓутоа што вели дека за да се исполни писмото се мисли на она
На Псалм 69:21, во јадењето ми замешаа жолчка, во мојата жет ме напоја со киселина. Уште еден месијански стих од овој псалми, повеќе други Давидови псалми, кои што укажуваат унапред стотици години на тоа што се ќе се случува во детали на Голготскиот крст. И седмата изјава, пред да ја кажеме, седмата изјава, ќе го спомнам стихот во второ послание до Тимотеј 4:7, што му вели Павле на Тимотеј, второ послание до Тимотеј 4:7. Познат стих, извојував добра борба, го завршив трчањето, ја запазив верата и исполнив целта. Дали кон крајот на својот живот ќе можете мирно да умрете, да заспиете и да кажете дека го остваривте она што требаше да го остварите? Со исполнети со животот. Павле тоа го вели овде, што е со нас. А Исус во својата последна изјава во Лука 23:46 извика со силен глас дори, 23:46, Татко, го предавам својот дух во Твои раце. И кој го рече, тоа е издивна. Тоа е последната негова изјава. Апсолутно мирен и спокоен. Остварил се, ја извршил Божјата волја, ја завршил трката. Обезбедил за нас се што треба. Но, знаете, во сета оваа ситуација, Исус имал се под своја контрола. Ова е многу исто интересно. Се имал под своја контрола. Дали кажува во Јован 10 глава, јас имам власт да го дадам животот и да си го вратам. Никој не може да ми го земе, освен јас ако не го дадам. Значи. На Јуда што му вели? Во друга прилика, кога овој тргнал веќе да го издава, тоа што си го намислил, направи го што е можно побрзо. Значи. Многу пати претходно можело да се случи да го убијат, меѓутоа Господ има се под своја контрола, тогаш кога треба. Тогаш, дури во таква ситуација, на крстот умира, тој има се под своја контрола, се одвива според Божјата волја. Некој кажал, пред да умреме како што треба да научиме да живееме како што треба. Значи, треба да се научиме да го живееме животот како што треба, за да после мирно можеме да склопиме очи. И да кажеме, татко мој, ти го предавам мојот дух, како и самиот Исус што кажал. Мораме да бидеме реални дека сите ние, да, тврдиме некогаш, сум го слушнал брат Зоран, јас исто така тврдам, онака малку можда, не се плашам јас од смрт, ама подсвесно сите имаме некој страв. Тоа е нешто непознато. Ние знаеме што е, меѓутоа сепак не сме биле па да сме се вратиле, сме слушале, еве, Лазар се вратил од мртвите, Исус секако. Но Лазар не кажал нешто многу баш. Гледаме дека е тивок, не кажал таму некои тунели, па светлина, па не знам што, како некои што опишуваат кој што имале клиничка смрт. Но знаете што сега да кажам овде? Оној кој што мисли дека има се под своја контрола во овој живот и така го живее животот, ќе ја изгуби таа контрола и ќе не знае што да прави кој ќе му дојде пресмртниот час. Кој што мисли дека остварил се тој во својот живот, успеал во кариерата и било што и така натаму, и го живее животот без Бога, ако не дозволи Господ да има контрола на неговиот живот, токму тогаш ќе изгуби контролата, тотално. И нема да знае што да прави пред смртта. Нема да може вака да каже, мирно да заспие. Се сврши, заврши се што требаше и Господе, ти го предавам мојот дух во Твои раце.
Затоа треба да се научиме во овој живот да Господ ја има контролата на нашиот живот и тогаш кога ќе дојде тој час, во Божи раце е се. Кога вели во твои раце, што вели во истата таа Јован 10 глава, моите овци го слушаат мојот глас и јас ги познавам и тие идат по мене, јас им давам вечен живот и никако нема да загинат и никој нема да ги грабне од мојата рака. Мојот татко кој ми ги даде е поголем од сите и никој не може да ги грабне од раката на мојот татко. Во Божите раце, во Божјата рака сме најсигурни. Тука ѓаволот ништо не може. Ако од животот цел го живееме во негови раце, тој да ја има контролата на нашиот живот и така и заспиеме еден ден, ако тоа е Божја волја, тогаш нема што да се плашиме, никој не може да не грабне, ништо ѓаволот не може. Тоа е најсигурното. Видите, што се може да се извади од овие Исусови изјави, што не туку така ги кажал, значи не е тоа како некој најдете пред смрт и ке блада, ќе каже нешто неконтролирано, било што. Не, нашиот Господ Исус, дури и таму на крстот пред самата смрт, кажал многу осмислени изјави кои што и како може да ни послужат во нашиот живот и нашиот раст. Нека ова биде само како една мала подготовка за светата причест, па верувам дека и следната сабота ќе се бавиме со таква тема во контекст на крстот и неговата жртва на крстот. Нека му е слава нему. Амин. Боже и Господе наш, навистина си прекрасен. Го објави, го прикажа својот карактер преку Исуса Христа, неговиот живот овде на оваа земја, но колку само се покажа себе си и својот карактер токму на крстот Голготски, кога Исус го даде доброволно својот живот за нас, за сите нас грешници, за да можеме ние да имаме можност да се покајаме и да се вратиме назад дома. Неверојатен си навистина, Господе, и сета слава и чест и фала ти припаѓаат Тебе од нас, недостојните. Молиме, Господи, да не подготвиш, да такви недостојни достојно пристапиме за недела дена кон лебот и виното, кон причеста, сеќавајќи се на крстот, сеќавајќи се на ова голема жртва што ја принесе за нас. Ти кој што не возлюби со вечна љубов и затоа ни укажа милост и со милоста спасението. Води не, Господи, из оваа седмица, да сите живи и здрави и многу повеќе од овие што сме овде и оние кои што се настинати и тие исцелени и живи и здрави да дојдат следната сабота и во поголем број да го обновиме заветот. За се ти благодариме, Господи, во Христово име. Амин.